Денеска сме во посета на Прилеп, имаме средба со локалното раководство на ВМРО-ДПМН, со општинскиот комитет, тука се пратениците и после тоа ќе имаме состанок и со здравствените работници од Прилеп. Зошто со здравствените работници? Затоа што за жал ситуацијата со корона кризата на ниво на држава е исклучително лоша, но можам да кажам дека во Прилеп е можеби најлоши во целата држава. Континуирано високи бројки и на заболени, за жал и на оние кои што ја губат битката. И ова е нешто што не се случува само ден или два, туку се случува во континуитет. Јас уште минатата година, некаде во април, мај месец, повикував да се воведат специјални мерки за Прилеп со цел да се запре она што тогаш се гледаше дека ќе се случи, а тоа е овој голем погром кој што се случува и на Прилеп и на Прилепско. Тие совети и апели за жал не беа послушани. После тоа на истото повикувавме во кампањата. Есента и за жал еве зимата и пролетта ги имаме овие бројки кои што ги имаме. Здравствените власти не прават скоро ништо да се подобри оваа ситуација. Од една страна сакам да честитам на докторите и на медицинскиот персонал за надчовечките напори кои што прават, но од друга страна мора да се признае дека малку или ништо е направено да им се помогне на луѓето. Нема вакцини не само за Прилеп, туку нема за цела држава. Македонија за жал останува црна дупка во процесот на вакцинација, не само во потесниот регион, туку и за жал на ниво на Европа, но нема и соодветна терапија, луѓе не можат навремено да направат крвна слика со сите податоци кои што се потребни, тешко закажуваат рентген снимки. Да не зборувам за тоа дека мора самите да ги купуваат лекарствата, витамините, антиоксидансите кои што треба да ги користат. Така што имаме навистина една исклучително тешка ситуација, за што ќе зборуваме и со здравствените работници. Во една голема катастрофа е Македонија здравствено пред се, а секако тука и економски. Економски градот тоне. Според нашите информации некаде околу 50 на дуќани само во Прилепската чаршија се затворени, што говори за падот на економијата, но исто така говори за несоодветните економски мерки кои што или ги нема, или се недоволни. И тоа резултира со целосен колапс на економијата. Доаѓајќи навака денеска, сватив зошто пред некаде 2 недели Зоран Заев и Венко Филипче, најодговорните за справувањето со корона кризата, решија со хеликоптер да слетаат во Прилеп. А тоа е затоа што патот, особено од Градско до Прилеп, е во катастрофална состојба. Не само што не се изгради експресниот пат од Прилеп до Градско, кој што беше започнат и кој што крими владата на Зоран Заев го стопираше, туку и постојниот пат е во ужасна состојба и веројатно затоа решија да дојдат со хеликоптер со цел да ги избегнат дупките кои што не можат да се избегнат доколку возите по овој пат од Градско до Прилеп. Во текот на кампањата зборувавме за изградба на автопатско решение. Гледаме дека нема од почеток на изградба на автопатско решение, ама исто така не продолжува ни работата на експресниот пат, што го остава Прилеп да биде едно слепо срево, а се наоѓа во центарот на Македонија. Би сакал, доколку ми дозволите, да искоментирам збор 2 и во однос на состојбата во земјоделието. Уште минатата година беше јасно дека ќе има катастрофален откуп на тутунот. За жал тоа се случи со исклучително ниска цена, но многу луѓе не успеа да го воопшто да го предадат тутунот. Околу 800 тони останаа непредадени од целиот овој регион. Јас живо се сеќавам на една средба која што во текот на кампањата ја имавме со Стопанската комора, тука и присуствуваше директорот рекордер по плата на Тутунскиот комбинат Прилеп, кој што не убедуваше сите дека состојбата ти е добра, ама еве гледаме дека не е добра. Него платата му е иста, му е 3000 евра, како што му беше и минатата година кога тука зборувавме о кампања, ама состојбата на земјоделците не е иста, затоа што не успеа да го предадат родот, а оние кои што успеа да го предадат по најниска цена која што е видена последните години.
Пратеничката група на ВМРО-ДПМН поднесе закон во собранието кој што беше одбиен од парламентарното мнозинство, со кој што предлагаме да се забрани увоз на тутун во Македонија додека не се откупи домашниот. Затоа што проблемот со тутунот е дозволата да се увезува тутун од странство. Тој закон беше одбиен. После некое време видовме зошто. Затоа што подпредседателот на ВАА-та Љупчо Николовски очигледно е во тој бизнис, а во тој бизнис е и семејството Заеви преку тутунскиот комбинат во Струмица и нив им одговара цената да е ниска со цел да печалат на маката на земјоделците. Да најавам од тука од Прилеп дека од понеделник пратеничката група на ВМРО-ДПМН повторно ќе го поднесе законот со кој што предвидуваме да се забрани увоз на тутун во Македонија пред да се откупи и последното кило домашен тутун. И последното што сакам да го искоментирам е состојбата со криминалот во градов. Јавна тајна во градот, и не само во Прилеп, ако сакате во секој поголем урбан центар во Македонија, е дека кокаин има како никогаш претходно по улиците. Сите знаат кој го продава, сите ги знаат дилерите, освен полицијата. Видовме една смешна акција во Прилеп за ловење на овие наркодилери. Дента беа уапсени, утреента началниците во полиција и останатите инспектори со нив кафе пија по Прилепската чаршија. За после неколку месеци да видиме апсење организирано од Американската агенција за борба против наркотици на шефот на Прилепската полиција тука, кој што да подсетам беше главниот организатор на нерегуларности и неправилности на изборите во Прилеп со злоупотреба и подкуп на гласови, зашто тогаш презентиравме податоци, но се разбира обвинителството не постапи затоа што е целосно контролирано. Но еве дојде ден да се покажат тие работи и да апелирам од тука да продолжат овие истраги затоа што неговото апсење и апсењето на неговите соработници е само врвот на ледената санта која што за жал ја гледаме тука во Прилеп во однос на состојбата со кокаинот и останатите наркотици. Во однос на така наречената афера Мафија 2 е продолжение на аферата Мафија 1, односно видовме дека 214 белосветски криминалци, наркобосови, атентатори, убици добиле македонски пасош и на тој начин можат да патуваат слободно низ светот и да ги вршат криминалните дела. За тоа се случи секако се потребни дупли матични броеви со цел да се украде идентитетот од било кој граѓанин. Нашите податоци доставени до ВМРО-ДПМН преку свиркачи е дека има 20.000 дупли матични броеви. Што говори дека на 20.000 луѓе потенцијално им е злоупотребен идентитетот. Но ова отвора уште една димензија која што би сакал еве премиерно тука од Прилеп да ја отворам, а тоа е регуларноста на резултатот на последните парламентарни избори. Разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ беше само 12.000 гласа. Да ја подсетам целокупната македонска јавност дека сите анкети пред изборите предвидуваја победа на ВМРО-ДПМН. На крај завршивме со тесна разлика од само 12.000 гласа на ниво на држава предност за СДСМ. Логичното прашање кое што се поставува е дали овие 20.000 луѓе гласале два пати затоа што имаат дупли матични броеви и на тој начин се изфалсификувани околу 40.000 гласа и кога ќе одземете 40.000 од тие 40.000 12.000 разлика, доаѓате до бројката од некаде 30.000 гласа, колку што предвидуваја сите анкети дека ВМРО-ДПМН ќе победи на изборите. Ги повикувам надлежните институции да го испитаат ова и да испитаат регуларноста на изборите, а доколку тоа не го направат после предвремените парламентарни избори, кои што се надевам ќе се случат заедно со локалните избори, ќе го испита новата влада предводена од ВМРО-ДПМН. Во однос на кандидатите за градоначалници, ние почнуваме еден процес на селекција, не само за Прилеп, за целата држава. Прилеп ни е во приоритетите, затоа што се работи за еден од најголемите градови во Македонија и град во кој што очекуваме сигурна убедлива победа. Можам да најавам дека во текот на летото ќе ги соопштиме и кандидатите за градоначалници, кандидатите за советници. Имаме еден поширок пристап, нема да се ограничуваме само на партиски луѓе и на кандидати за градоначалници, на кандидати за советници и сум убеден дека јавноста позитивно ќе биде изненадена.